Во последниве години се поголем е бројот на деца кои не можат правилно да ги изговараат гласовите, буквите и зборовите. Зошто е тоа така, кои се најчестите причини за ова, разговараме со магистар Ана Петреска од Логопедско-дефектолошки центар Интеракција Плюс. Ана, добро дојдовте во студиото. Благодарам за вашата покана, имаме убава тема, дадовте убав вовед, па може да се отвори темата за и родителите да слушнат што значи говорат кај децата и што треба да се прави, нели, за да се подобри нивниот говор. Така. И сега еве мојата најава може да биде едно прашање, нели, што се поголем број на деца го имаат овој проблем, што е причината? Така, па едно важно прашање што и нас логопедите не замислува зошто децата подоцна прозборуваат. Знаете, тука влијаат многу фактори, влијаат и некои околински фактори, значи домашната околина, меѓутоа влијаат некогаш и некои органски фактори. Факторите кои што доминантно влијаат, тоа се околинските фактори. Односно сега е ера кога на дете од 2-2,5 години родителите бидејќи дома имаат таблети, имаат компјутери и на децата им даваат. Некогаш сакајќи само да видат што значи таблет, телефон, смартфон, како тоа изгледа. Меѓутоа, нели, тука не сакајќи можеби да има некоја игра која што е интересна во колор бои, со стискање, со сето тоа и детето не сакајќи и да научи како се пушта, кој е наредно ниво на играта и детето да влезе во тој свет на игри, компјутери, меѓутоа не во светот на она што значи жива комуникација. Значи, сега малку младите родители подзаборавија што беше оној начин раскажување, приказни, разговарање и кога децата ќе ги насочиме на тој свет на технологија, тие можат да дури да заборават да зборуваат на некој начин и затоа ќе видиме дете на 3 години кое што ви одговара кратко, со сиромашен фонд, бидејќи технолошкиот јазик е англискиот јазик, значи игрите, сето тоа се на англиски јазик, тие нели команди за игрите и децата полесно научуваат всушност англиски, одошто македонски. Ќе видите како ги знае боите, како ги знае формите, како знае и некои зборови, конверзации отцртани на англиски јазик. Сега имаме нели со кабловските оператори, Baby TV и сето тоа и гледаме како децата си повторуваат некои реченици, дури го имаат оној брз флуентен говор што се одвива таму кога тече еден цртан и затоа децата така и се однесуваат, односно затоа говорот доцне. Затоа ние секогаш велиме, значи не можеме апсолутно нели да ги оттргнеме од овој современ свет. Не значи да детето не зна, да воопшто не знае што е таблет, што е игра, што е англиски, меѓутоа да не биде тоа доминантно уште во возраста кога тоа го учи говорот, го гради говорот, затоа што посериозното учење на втори јазик е некаде помеѓу 6-та и 7-та година, а во периодот помеѓу 2-та и 3-та година кога детето треба да прозбори, треба да му се пласира она што треба да го знае на македонски јазик. Значи тоа да биде преку едукативни изданија, преку книги кои што некој од домашните ќе му зборува. Еве види што има на оваа слика, види што се прикажува тука, за да научи да изгради фонд на зборови. И токму значи ова што децата ги насочуваме кон овие технолошки напредоци придонесе да говорот доцне. Тоа е таа доминантна причина. Така, а која е вистинската возраст за да се посети логопед и кој е најчестиот проблем што го имаат децата? Дали со малиот фонд на зборови или нешто друго? Така, значи вистинската возраст тука секогаш родителите треба да следат две паралели, односно возраста на детето и говорот на детето. Значи ако детето има веќе 3 години, а гледате, значи родителот гледа дека има сиромашен фонд на зборови, дека се уште она што го сака, што го бара, го покажува со прст, значи немаме доволен фонд на зборови или пак реченици, затоа што на веќе до 3-та година треба да има детето фонд од 50 на зборов, меѓутоа гледаме дека тој фонд е едва и 3, 5 или 10, значи тогаш треба, иако детето има 3 години, да се посети логопед за да се развие тоа прозборување, за детето да прозбори. Меѓутоа, кога е оној златен стандард, кога секој дете треба да биде проследено од логопед, тоа е
меѓу 4-та и 6-та година, бидејќи ова е периодот кога се создаваат и гласовите, меѓутоа и реченичниот фонд. И кога логопедот ќе процени, ќе го види детето, ќе каже дали треба да се работи на гласови, дали детето има добар реченичен фонд, дали треба да се работи или пак може да се почека. Значи помеѓу 4-та и 6-та година добро е, полезно е секој дете да биде проследено од логопед. Кои се најчести проблеми? Значи тука кај секој дете може да биде проблемот различен. Значи најдоминантно е да доцнетото прозборување кое што подоцна провлекува и проблематични реченици, значи недоволен развиен реченичен фонд, често пати деца кои што првенствено прозбореле англиски, а не македонски, тие подоцна имаат проблеми со граматичката структура. Знаете, ќе ви каже сакам јадам, не сакам да јадам, одам во баба, значи испуштање на сврзници предлози, тој граматичен говор. Исто така и неправилен изговор на некои гласови, како што се с, з, ш, ч, дж, ц и дз. Значи шушкање наместо ништо, да ви каже нисто, или она интердентално шушкање, сскање, тоа се тие корективни третмани кои ги проведуваме за гласовите. Исто така може да биде и пелтечењето во детската возраст кога детето задъткува, значи дали како последица на некој стрес или дете пак кое што нагло прозборено за својата возраст, може заради тоа што сака многу да каже, има што да каже, едноставно да се забрза, да не може да го исконтролира воздухот и да има проблеми со пелтечење. Исто така во таа мала возраст е и проблемот со неправилен изговор на гласовите К и Г, кога наместо куче вели туче, наместо нога, значи тие се најчести проблеми во артикулацијата, меѓутоа и прозборувањето или граматичниот фонд. Значи кај секој дете индивидуално, меѓутоа може да се процени тоа само врз основа на логопедски преглед. Така, а кои се причините поради кои некои деца до поголема возраст не можат да изговорат одредени букви и дали има случаеви и покрај посетата на логопед тоа да не може да успеат во тоа? Има, значи во праксата секогаш има секакви случаи. Кои се причините? Најчесто кога детето до поголема возраст нема да успее да изговори некој глас, односно ќе му се трансформира нештото во говорна мана, едноставно кажано. Тоа е најчесто ако и родителите и детето не било доволно упорно да го искорени тоа. Најчесто тоа се случаи кои што веќе оделе на логопед некој одредено време, меѓутоа тоа било кратко или детето не исполнувало или со логопедот немало добра соработка и така протекле работите некако на брзина и детето има и може 10 и 12 години, меѓутоа гледате останало тоа неправилно Р, Л, значи каде што во рехабилитацијата нешто се пропуштило или некогаш па и родителите сметале дека тоа не е некој голем проблем, не го носеле кај логопед или тоа било кратко и затоа се довело до поголема возраст да детето има проблем. Значи и кога е детето во поголема возраст може да се искоренат логопедските проблеми, само што тогаш, бидејќи детето е веќе поголемо, тој неправилен изговор веќе станал навика, тој е негов формиран говор, тогаш треба повеќе време за да ова се искорени и обично тогаш бараме двострана упорност и од детето, бидејќи е веќе големо, да колку што вежба тука, толку да вежба и дома и да се труди да го применува. И најчесто поголемите деца, значи се и многу упорни. Тие ни веќе им е јасно што им смета, едноставно не сакам вака да зборувам и некогаш дури тие можат да ви изненадат, иако голем, иако проблемот Иване во суштина поголем од едно помало дете, меѓутоа бидејќи се упорни и побрзо да го надминат проблемот. Така што сакам да ги охрабрам и родителите и децата кои што забележуваат дека имаат некаков проблем, а се поголеми дека тоа може да се надмине само ако се сака и само ако бидеме упорни. Така. На која возраст се дечињата кои што доаѓаат во вашиот логопедски дефектолошки центар? Значи ние најчесто грото од структурата со која што работиме се така речено мали деца, односно на возраст меѓу 2 и 6 години, онаа предшколска структура каде што се опфаќа третирање на проблемите со прозборувањето, корективните третмани за гласовите, граматичката структура, а вториот дел некаде од 6 до 14 години тука
се офаќаат таа група на деца кои што имаат проблеми со читањето, пишувањето, поголеми деца, исто проблеми со пелтечењето, иако може да се случи тоа и кај помали деца и кои што се на 5 годишна возраст, меѓутоа и проблеми со овие останати говорни проблеми, инаку главната структура е помеѓу 2 и 6 години, таа предшколска возраст на деца. Така. Колку е важна улогата на родителот во терапијата и можат ли родителите сами дома да вежбаат со детето? Така, битно прашање, нормално дека едната страна е логопедот, нели, како ќе работи со детето, меѓутоа родителот е вториот дел од рехабилитацијата. Родителот мора секогаш да биде запознаен со тоа што се случува, како детето ги прифаќа часовите, како соработува. Затоа ние на самите часови, после часот, родителот мора да знае што се работело. Сето тоа се запишува во тетрадка, се дава како еден вид домашна, кои се тие зборови и реченици кои што треба да се повторат и сето тоа. И сега родителот има друг проблем во суштина. Знаете, се во ред вие ни кажувате и знаеме, меѓутоа тој или таа не сака дома да вежба. Бидејќи дома авторитетот на родителот не е тој и некогаш родителите, бидејќи е родител, знаат да се постават и построго, некогаш и да ги искараат. Ајде уште колку, ајде научи како другите можат, ти не можеш, и детето и заради тоа да не сака да соработува затоа што родителот му се поставува малку построго, со поголем авторитет. И ние често пати им велиме, не му велете така, оставете го да научи, оставете го тој сам да ви каже што учел, оставете го тој сам да има желба да учи со вас, или пак ако некогаш и родителите се искрени, знаете, да, меѓутоа јас знам дека сум по природа по-нервозен и сето тоа, и знам дека тој недоволно се труди и немам трпение за ова се, и некогаш им велим, ако знаете на вистина дека и детото велат, не, јас тука со вас, со тато и со мама не сакам, тоа е најчесто заради пристапот кој што родителите не можат да го воспостават, доволно е некогаш и само да ги охрабрат дека да, може ќе научиш на логопед, се оди за нешто добро, меѓутоа нормално колку повеќе работат родителите дома, секако дека и напредокот ќе стигне, и родителот е многу битен во суштина во логопедската рехабилитација, меѓутоа не секогаш може рамноправно да помогне, затоа што децата се тие кои што диктираат со кого ќе работат и како ќе работат и колку ќе работат. Сепак важно е да се напомene и дека нели родителите треба да бидат малку посмирени за да можат децата да го прифатат, тоа важен и пристапот. Кога сме овдека и работењето дома со вежбите, вие имате издадено една логопедска вежбанка за деца од 2 до 5 години. Чекор по чекор правилен говор. Ке ни кажете нешто повеќе за што содржи оваа вежбанка? Така, логопедската вежбанка излезе кон крајот на минатата година. Името е такво затоа што и логопедската рехабилитација се одвива всушност така, чекор по чекор до правилен говор. Таа е наменета за деца од 2 до 6 годишна возраст. Содржи 24 дидактички вежби, темите во вежбанката се секојдневни. Мојата соба, мојата облека, што има во зоолошка градина, одиме во село и така натаму. Што е интересно и што е полезно за родителите е тоа што под секоја вежба има насоки. Зашто е наменета оваа вежба, што може детето да биде прашано, и родителите многу лесно можат да се водат едноставно, затоа што родителите самите кажаат дека се соочуваат со проблем во смисла на тоа што ние имаме многу книги, многу сликовници, меѓутоа тие се само со слики и ние не знаеме што да им посочиме, како да им обрнеме внимание за да тоа го сакаат и да го читаат. И затоа, правена е со логопедски примеси, ние кога ја правевме со нашиот тим, јас инсистирав да има логопедски насоки за родителот да може да се води. Вежбанката најде на многу добар приод, може да се купи во издавачката Куќа Феникс, што се наоѓа спроти Вучко кај универзална сала. Цената е 200 денари, е многу пристапна и интересно е за децата што е со колор, слики, и нас ни е големо задоволство кога ќе видите на мало дете од 2 години како ја листа, ја сака, и навистина може многу што да се прочита и научи, така што ја препорачувам во домашни услови за секој родител.
Колку време треба да трае процесот за да се надминат овие говорни проблеми при посета на логопед? Така, да, и ова е еден битен сегмент што родителите секогаш го поставуваат на прегледите колку време ќе треба. Значи, временската рамка е индивидуална, меѓутоа, отприлика тоа е 3 месеци, значи од помеѓу месеци 3 месеци. Веќе 3 месеци е периодот кога може тоа да се заокружи, да се направи еден пресек и да видиме дали треба да се оди понатаму или може да се направи пауза. Сега имаме и некои посложени говорни состојби, нормално и факторите придонесуваат колку време ќе трае рехабилитација. Ако кај детето тој неправилен говор обстојувал подолго време, нормално дека и третманот подолго ќе трае. Ако се работи за некои поблаги корекции, каде што е детето навремено донесено и тоа сето побрзо ќе се заврши, нормално дека и третманот побрзо ќе трае, нормално зависи и детето како ќе се постави. Има и деца кои што треба да ги убедите зошто треба да работат и сето тоа, иако се многу паметни и интелигентни, а има и деца кои што се многу амбициозни и ако вие сте прогнозирале дека ќе требаат 3 месеци, ако детето се постави многу амбициозно и многу се труди и дома истото да го практикува, да го применува во говорот, тогаш рехабилитацијата ќе заврши и побрзо. Значи, се зависи од тоа колку време таквата состојба траело, од самата соработка и од сите тие работи како индивидуално течеле. Меѓутоа, 3 месеци е еден оптимален временски период за кој што треба логопедската рехабилитација да ги даде своите резултати. Во вашиот логопедско-дефектолошки центар, кои прегледи имаат најголем интерес? Така, значи ние и сега во текот на месец април имаме акција на бесплатни прегледи под мотото 5 сетила, 1 свет. Значи секој родител ќе може да го искористи овој месец да закаже бесплатен преглед. Инаку, зашто родителите имаат најголема потреба, тоа е најчесто кај помалите деца, да речеме имам дете 3 годишно, меѓутоа уште не прозборело, вели само мама и тато, или пак се разбира, меѓутоа нема ни еден збор. Исто така и проблемите со артикулацијата, значи кај поголемите деца кои што се веќе 4 или 5 години, ќе каже родителот имаме проблем со гласот Л, со гласот Р, значи говорно јазичните проблеми кои што се темелат на доцнетото прозборување, меѓутоа и неправилната артикулација на некои гласови, некој помал процент пелтечењето кај децата, меѓутоа најчесто задоцнетото прозборување и неправилната артикулација на одредени гласови. А каков е принципот на работа со децата кој вие го практикувате да го работите? Така, значи принципот на работа е исклучиво интерактивен, значи да детето биде вклучено рамноправно во третманот, бидејќи не е времето сега, знаете, на екс катедра ќе го седнеме детето и мора да слуша, мора да учи, туку мора се тоа преку еден насликови начин, тоа што во логопедија се вели PEX метод, значи со многу картички. Она што треба да го кажеме е прикажано преку слики. Реченицата да ја составиме со помош на слики, кои действија треба да ги искористиме во реченицата, или кога се учат сврзници, например, ако детето не го употребува сврзникот ке, например, му се приложува дете што јаде сендвич. И сега што ќе правиш ти? Јас ќе јадам сендвич. Да, преку сликите, значи детето го одреди дејството и да може да го употреби сврзникот. Исто кај децата кои што не прозборуваат, се уште се користат слики со каде што се прикажани инструменти или животни, бидејќи се почнува со ономатопеја, со нивна имитација, да може преку сликите, значи да се тренира вниманието, и нормално и она што треба да го кажат, меѓутоа и нив да им биде интересно. Меѓутоа користиме исто и кога се работи за гласовите, корективните третмани, исто така течат низ еден интерактивен начин каде што пред огледало му се покажува на детето како треба да ја постави устата, забите, или бихевиорална терапија за деца кои што имаат аутистичен спектар, образците на однесување, како треба да се однесува во поголема средина и сето тоа, меѓутоа во основа интерактивен и преку сликов, на еден сликовит начин преку практични материјали и примери. И уште сосема за крај, Ана, ќе ве прашам,
Што вклучува првиот логопедски преглед кај вас? Така, значи првиот логопедски преглед вклучува се зима прво една кратка анамнеза за детето, од кога е забележан проблемот, што се случувало, дали родителот може да посочи некаков фактор од органска природа, дали тоа предвремено родено дете, дете во инкубатор, значи некаков фактор кој што придонел можеби за задоцнетото прозборување. Меѓутоа потоа ние преминуваме на преку логопедските карти, каде што има поими, каде што преку тоа, кога ќе му речем, кажи што е ова, гледаме како ќе го изговори поимот и всушност осознаваме дали има проблем со артикулацијата, го гледаме дека ништо или многу малку тоа знае да каже, јасно ние дека има проблем со прозборувањето, ако пак веќе едно мислам дете што зборува, што разговараме, и тоа гледаме дека испушта сврници, например, наместо ја викам Вања, значи ви е јасно дека има проблем со таа сврзничка структура, или ако гледате дека почнува да кажува, обично реченичната структура и стилот на зборување го испитуваме преку раскажување по слика. Му се дава еден приказ на детето да видиме како ќе го раскаже. И тука се открива дали употребува сврници, што е она што треба да се надополни во говорот, значи се испитува артикулацијата и реченичната структура преку материјали, меѓутоа нормално и фината и грубата моторика, да видиме дали има проблем со координацијата и секако се испитува и како ве следи на прегледот да видите дали има некаков проблем со вниманието и концентрацијата. Значи се е на еден интерактивен начин низ многу материјали за да детето и не почувствуваат дека се тие на преглед и нешто се работи со нив и на крајот дури и детето не мора да биде присутно, ќе му речеме ајде сега малку види таму да речеме што има за да ни им кажеме на родителите што е она што сме го забележале. И за една информација, само да знаат родителите дека можат да се јават на нашите телефони, значи тоа се 071 973 362 и 078 245 484 секој работен ден од 12 до 8 во нашето здружение и да закажат бесплатен логопедски преглед за нивните деца. Ана, јас ти благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека ги едуциравме и ги упативме родителите кои што се соочуваат со вакви проблеми каде да се обратат. Така, ви благодарам и јас, па ќе се видиме во некоја наредна прилика. Се разбира. Благодарам уште еднаш. Ние, почитувани гледачи, овде завршуваме, продолжуваме понатаму со програмата на Прва Скопска.